Благодарам, почитувана председателки. Ќе започнам со Куманово, ќе завршам со Прилеп. Куманово е борч 80 милиони евра. И Кети навистина е искусен и коректен политичар за волја на вистината, незиниот мандат ќе се памети по тоа. Секогаш сакала да дискутира со бројки и во тој контекст се призна дека Прилеп, според Министерството за финансии, според Министерството за економија, според сите тие сајтови кои што ги креирате, бил борч само 7.000 евра. А сигурно градоначалникот на Прилеп новиот не ги донесол со куфер Луи Витон за 3 дена да ги исплати тие 2 милиони евра. Сигурно од доспеаните обврски легнале пари на сметката, што е тековна обврска, тој не направил ништо ново, не ги зел од дома парите па да ги врати тие 2 милиони евра. Дошол во средата, во петокот, доспеаните побарувања легнале на сметката и ги исплатил парите. Значи тој не ги донесе од дома од болница, не си ги донесе. Тоа е волја на вистината. Мене едно ме боли, како прилепчанец. Зошто ние, како даночни обврзници, да ги плаќаме тие 50 милиони евра за да го одборчиме Куманово? Вистина не е фер. Не е фер. Со тие пари, Прилеп можеше да направи поголемо мовче, например, затоа што вие го направивте мовчето за Гинисов рекорд. Почитувана македонска јавност, почитувани прилепчани, во местноста Сточен пазар и почитувани туристи кои што ќе ја посетувате Република Македонија, ве поканувам да дојдете во местноста Сточен пазар и да видите едно мовче, кое што е широко 5 метри, а долго е 7 метри, за чија што реконструкција градоначалникот распиша тендер од 500.000 евра. 5 метри широко, 7 метри долго. И за волја на вистината, баш би сакал Кети да ме демантира, малку биле тие пари, проектот е вратен на репроектирање за уште 100.000 евра. Баш можам да го замислам Сугарески сега да беше пратеник, а ВМРО ДПМН да го правеше тоа мовче, што ќе направеше? Мислам дека со железа ќе се заврзеше на тие двете рачки од мостот и така ќе стоеше цел живот. Уште еднаш да повторам. 5 на 7, 600.000 евра. Жално, некоректно. Ако зборуваме за Прилеп, и затоа ќе прекинам, имаме многу амандмани, тоаш ова нема крај. Вчера гледав една изјава од градоначалникот во предизборието кога беше во еуфорија. Вика: сите совесни пензионери и граѓани на општина Прилеп, доколку го поддржат бројот 19, денеска е четврток, а во вторник кога ќе стапам на функција, водата ќе биде намалена за 20%. И нормално нема човек кој што е нормален, чии што сетила функционираат, да не си речи: ако сум плаќал досега 1000 денари, добро е да плаќам 800 денари од среда. И многу луѓе, посебно пензионери, се прелажаја на таа изјава и викат: добро, еве новата надеж, на прав пат се, ќе гласаме за Социјалдемократскиот сојуз. Ветеното во среда за 20% поевтина вода, во петок дојде 60% поскапа. Сега болело. Болело. Наместо 800, сега 1600. И да завршам, граѓаните на општина Липково заслужуваат да им доделите средства за да го направите водоводот. И Липково и Куманово, бидејќи таа е мултиетничка општина. А тоа е збор кој што вие најмногу сакате да го употребувате и уживате во тоа. Дури и термините ги измешате. Сега не можеме да знаеме ни мултиетнички народ што е. Долку сега влеговте внатре во терминологијава. И затоа апелирам уште еднаш, тука ги прекратуваме дискусиите за Прилеп, бидејќи ако почнам да дискутирам за автобусите, за хотели, за згради, тогаш малце ќе ни бидат 10 дена расправа од буџетот. Ви благодарам. Благодарам. Јас уште еднаш само да замолам